Како го оценувате предлогот на српскиот претседател Томислав Николич за решавање на деценискиот спор МПЦ-СПЦ? Па, овака навидум тој предлог делува многу приемчиво, овака, знаете, многу привлечно овака. Меѓутоа, јас не верувам дека за таа леснотија со која што тој предлог е искажан и навестен, дека тој може да се реализира овака. Зошто? Затоа што проблемот меѓу двете цркви воопшто не е символизиран во случајот Вранишковски. Проблемот е многу подлабок и ради тие длабоки проблеми настана и проблемот со Вранишковски сега овака. Што значи дека дури тогаш кога ги слушнеме сите други работи, а не само еднократен политички потез кој што би се сублимирал во тоа дали ќе се амнестира или не Вранишковски, дури тогаш би можеле да кажеме дека предлогот е вреден за размислување и дека треба да се прифати. Значи треба да се почека да се види што е, меѓутоа јас сум не сакам да бидам однапред песимиста, меѓутоа не сум ни толку преголем оптимиста дека тој предлог може да го реши овој спор. Има ли моќ Србија како држава да влијае на одлуките на СПЦ? У принцип, во секоја држава, државните раководства на свој начин влијаат врз црковните структури. Нели, формално правно сите држави се секуларни и постои одвоеност на државата од црквата, меѓутоа ако направиме еден пресек, ако ги следиме потезите што ги преземат црковните и државните власти, секогаш ќе видиме дека таа взаимна врска постои. Во кој степен одредени државни раководства влијаат врз црковните и обратно, тоа се зависи од дата ситуација овака. Тоа е една врска што мене не ми е драга, меѓутоа таа постои. Сакам да кажам дека можно е да постои во овој случај влијание на државното раководство врз црковните структури и обратно, меѓутоа тоа е една неубава ситуација која што само покажува дека некои проблеми не се само црковни и не се само државни. Дали амнестија за Вранишковски е добра цена за автокефалноста на МПЦ? Ако е само таа цена, јас веднаш би ја прифатил овака. Меѓутоа, ја знаете да вие да добиете некаква автокефалност за возраст да амнестирате еден епископ што направи криминал и затоа е осуден, тоа е навидум многу добра понуда овака. Меѓутоа, јас не верувам дека е тоа во основа на понудата овака. Ако го читаме добро интервјуто на Николич, он таму наведува дека потребно да се изврши амнестија на Вранишковски, а за возраст за тоа ќе почнат преговорите меѓу Македонската и Српската православна црква. Значи ќе почнат преговорите. Од кои основи? Од исти они основи што 10 години стојат во заднина на овој спорт. Дали МПЦ треба да ја прифати понудената рака на Николич? Предлогот треба да се види. Овака, најдобро е тоа да се види што реално може српскиот претседател да направи во ваква ситуација. Ако ние не добиваме нешто многу повеќе од оно што досега сме го видели како понуда од страната на Белград, тогаш јас не би го прифатил предлогот овака. Ако е понудата, значи вие амнестирајте го Вранишковски, а за возраст на тоа преговорите ќе почнат, тогаш не би го направил тоа, бидејќи нема гаранција дека ние на крај ќе добиеме оно што го посекуваме овака. Колку црковниот спор е црковен, а колку политички? Мислам дека веќе сите овие години изминати, оно што беше во основа на проблемот пред 45 години, дека во основа сепак е политички проблем овака. Точно е, има и црковни димензии, меѓутоа ако го следиме оно што е црковна димензија, ќе видиме дека Српската црква убаво се откажала од своји епархии во Македонија, издала документ кој што вика дека тие три епархии во Македонија се издвоили во самостојна Македонска православна црква, со што значи дека апсолутно сите оние формално правни работи биле исполнети. Тогаш се очекуваше нели дека Српската црква требаше да не представи пред другите православни цркви и све, меѓутоа тоа не се случило и ние после тоа се решаваме да си ја прогласиме од автокефалност, заради што после таа не ни се признава од Белград овака. Меѓутоа, значи, проблемот не е црковен, бидејќи црковните работи биле запазени, проблемот е што една страна не го испочитува договорот и тогаш сега
се представува како црковен, а уствари се следува на тоа дека е сепак во прашање политиката.